повечер, термин за вести на програмата на телевизија КТВ. Денеска се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Свежо цвеќе беше положено на спомен плочата која сведочи за формирањето на првиот месен комитет на ВМРО во Кавадарци, веднаш по Солунскиот. Македонија денеска го празнува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Формирањето на внатрешно македонската револуционерна организација значеше почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република, преку Народно-ослободителната војна, резултира со создавање модерна, самостојна македонска држава. Денеска празникот се чествуваше и во Кавадарци. На спомен плочата која сведочи за формирањето на првиот местен комитет на внатрешно македонска одринска револуционерна организација во Македонија, токму во Кавадарци, по Солунскиот, свежо цвеќе положија делегации од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, Сдруженијето на пензионери и Сојузот на борци. Денеска одбележуваме еден значаен јубилеј од историјата на македонскиот народ, 120 години од формирањето на тајната македоно-одринска револуционерна организација. Првиот комитет таа носи во текот на својата историја минато има различни имиња, а од 1905 година од Рилскиот конгрес се вика внатрешна македонска револуционерна организација. Во историјата на македонскиот народ се паметат многу буни и восстанија кои што имале за цел ослободување на овој народ од повеќе вековното робство. Биле кренати Мариовската буна, Карпошовото восстание, Кресенското восстание, Разловечкото восстание, меѓутоа за жал сите тие завршуваат безуспешно. Била потребна една цврста, голема, силна организација која ќе го сплоти, која ќе го организира и која ќе го поведе македонскиот народ во борба за негово конечно ослободување. Ете токму затоа една група македонски интелектуалци, револуционерно определени, по долги сериозни разговори, на денешен ден пред 120 години во куќата на книжарот Иван Хаџиниколов ги удираат темелите на тајната македоно-одринска револуционерна организација. Во првиот состав или во првиот комитет или основоположници на оваа организација биле Дамјан Груев, Петар Попарсов, Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Андон Димитров и Иван Хаџиниколов. На првиот нејзин состанок било формирано и раководството на оваа организација. За прв председател бил избран доктор Христо Татарчев, а за секретар Дамјан Груев. Првиот устав и правилник на организацијата го изработил Петар Попарсов. Според член 1 од уставот и од правилникот на оваа организација, организацијата требало да биде тајна и револуционерна и да се простира на територијата на цела Македонија во нејзините географски и етнографски граници. Член на организацијата можел да биде секој кој што е роден во Македонија без оглед на неговата верска и национална припадност. Исто така една од значајните определби било извојување на политичка слобода по пат на револуционерна борба. Се разбира дека големо внимание се посветувало и на проширувањето на организацијата. Тука во почетокот имало мали несогласувања и затоа еден подолг период од скоро 8 месеци се чекало да се формира првиот комитет над Солун. Секретарот на организацијата Дамјан Груев во почетокот на месец јули прави обиколка низ неколку населени места со цел да ја прошири организацијата и во внатрешноста на Македонија. Најнапред бил во Штип, град на познати и големи револуционери, меѓутоа таму тој услови барем во тој момент за формирање на комитет не нашол. Преку Неготино на 15 јули 1894 година доаѓа во Кавадарци. Тука ги побарал неговите блиски пријатели со кои се знаело што од времето дека предавал во Солунската екзархиска гимназија, Иванче Минчев и Јаначи Ќурчиев. Од нив побарал да го поврзат со луѓе со кои што можел да говори за училишните и црковно-училишните работи во Кавадарци. Тие му го посочиле Пане Иванов, главен учител во Кавадаречкото училиште, и Јоанче Велков, трговец со тиквешки вина. Отишле во куќата на Пане Иванов. По краток разговор Даме се уверил работа со одени и со проверени луѓе пред кои не треба да има тајна. Тој од Пане Иванов побарал да му каже каква е состојбата со населението во Кавадарци. Разбрал дека особено била тешка положбата со селското население кое било експлоатирано од агите, од беговите, од чехаите, падарите и така натаму. Тогаш Даме станал и рекол: Господа, да не седиме со скрстени раци да чекаме како се коваат нови пранги за нас. Ние во Солун размисливме
и формиравме организација чија што основна цел е извојување на политичка слобода по пат на револуционерна борба. Тогаш ги прашал дали сакаат да бидат членови на една таква организација. Сите четворица се согласиле и поединечно положиле заклетва пред револверот, камата и евангелието. Со тоа Кавадарци станал прв град во Македонија во кој што е формиран комитет на тајната Македоно-Одринска револуционерна организација. На страна 60 од докторска дисертација на Душан Христов Константинов, посветена на животот и делото на Даме Груев, стои: Кавадарци го има тој примат да биде прв град во Македонија, после Солун, во кој што е формиран комитет на Македонската револуционерна организација. Сите останати комитети се формирани покасно. Нека им е вечна славата на основоположниците на првиот комитет на Македонската револуционерна организација, а исто така и членовите на првиот комитет на Македонската револуционерна организација во Кавадарци. Председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, Горица Пеливанова Вилхелм, упати честитка до сите македонски граѓани. И сакала во моје име и во име на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци, денеска да го прославиме, да го одбележиме овој значаен ден, 120 години од основањето на тајната македонска организација, поточно на натрешната македонска револуционерна организација. Како што имавте можност да слушнете, Кавадарци е револуционерен град и Кавадарци треба да биде горд што во него е формиран првиот комитет после Солунскиот. Синоќа во големата собранијска сала во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Кавадарци беше организирана трибина на тема зачетоците на македонското револуционерно движење и улогата на тиквешката околија во истото пред присутните. Оваа тема ја елаборираше Петре Камчевски, директор на Музеј галеријата Кавадарци. Нема подобра тема и подобар повод утрешниот ден 23 да го одбележиме на овој начин, поготово ако се зема во предвид и историскиот факт, а тоа е основањето на огранокот на ВМРО одма после Солунскиот во Кавадарци. Тоа е голема чест за сите нас, тоа е голема обврска за сите нас, да од почетоците па до ден денес чествуваме по за тој празник. Јас би сакал да искористам оваа прилика еве на сите граѓани на општина Кавадарци и на граѓаните на Република Македонија, на сите македонци каде и да се во светот, посебно на оние во Америка, кои што ги има најмногу од Кавадарци, да им го честитам денот на македонската револуционерна борба, да потсетам уште еднаш дека нашата борба не е завршена, имаме уште многу битки за кои што можеби не треба човечка жртва или човечка крв, меѓутоа треба многу пожртвуваност, треба многу истрајност, многу здравје, за да се успее во водењето на земјата и општината кон правиот пат, тоа е патот кон просперитетот. Мислам дека се тоа доволно големи предизвици за да имаме како начин на кој што би се одолжили на сите оние кои што пред стотици години почнаа револуционерната борба за самостојност на македонскиот народ. Вечерва како Унија на млади сили правиме трибина на тема зачетоците на Македонската револуционерна организација и действијата во тиквешката околија. Сакаме да ставиме печат во пресрет на утрешниот празник, сакаме да проговориме за првите действија на Македонската револуционерна организација во 1893 година, кога и почнува првата организирана борба за ослободување на Република Македонија. Ќе проговориме и за действијата на 6 основачи на Македонската револуционерна организација, ќе проговориме за формирањето на првиот месен комитет во Кавадарци и за сите детали кои што се пропратни во функција на организација на Македонската револуционерна во организирањето на Македонската револуционерна организацијата и на почетните действија кои што ја пратат истата. Како институција на некој начин направивме и една програма според која ги одбележуваме сите значајни настани, дати, јубилеи и личности од поновата и од постарата историја на народот од овој крај, вклучително еве и утрешниот празник, кој што на некој начин представува еден значаен јубилеј, 120 години од формирањето на првиот комитет на Македонската револуционерна организација. За нас како кавадарчани е значајно токму тоа што Кавадарци е град, каде што после Солун е формиран првиот огранок, односно првиот комитет на оваа организација е направен токму во Кавадарци, а сите останати комитети
што се формирани во Македонија стануваат подоцна. Председателот на Советот на општина Неготино од името на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН им го честита на граѓаните на Република Македонија националниот празник 23 октомври, денот на револуционерната борба. Почитувани сограѓани, дозволите ми од името на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Неготино да ви го честитам празникот 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Овој празник го празнуваме по повод формирањето на македонската револуционерна организација во Солун. На овој ден, точно пред 120 години, мала група на храбри македонци ги поставила основите на тоа кој што ќе стане символ на борбите на македонците за слобода. Формирањето на ВМРО значило почеток на организираното македонско револуционерно движење, која преку Илинден 1903 година и Крушевската република, а подоцна и преку Народно-ослободителната војна резултира со создавање на современа самостојна македонска држава. Овој датум е темелот на организираната борба на македонскиот народ и на националностите кои живееле на оваа територија за формирање на независна држава. Тогаш борбата за автономија значила борба за формирање на самостојна држава. Затоа 23 октомври символизира континуитет на македонската борба за независност, што резултирал денеска да имаме сопствена независна држава. Ние го исполнивме заветот. Република Македонија од 1991 година достојно ги поддржува идеалите на следбениците на македонската револуционерна борба. Денес Република Македонија е демократска и правна држава, која се темели врз почитувањето на човековите права и слободи. Позитивните тенденции и развојот на нашата држава и на нашата општина и понатаму ќе продолжат. Затоа го празнуваме овој празник и да бидеме горди на своите предци. Нека ни е вечен денот на македонската револуционерна борба. Нека ни е вечна Македонија. Поставено осветлување на Клучката кај градско 78 светилки, светат на 57 канделабри. На Клучката кај градско дел од коридорот 10 од синоќа светат 78 светилки на вкупно 57 канделабри, се осветлува и автопатот под мостот со 8 рефлектори. Така е постигнато комплетно осветлување на овој дел од автопатот во кој јавното претпријатие за државни патишта вложи 7,5 и уште 6,5 милиони денари за осветлувањето на магистралниот пат од Велес кон Штип. Таму е осветлен патот во делот на населените места Лозово и Сармазалино. Ке се осветлуваат уште неколку клучни места на коридорот 8. Денеска веќе се пушта во функција Клучката стоби, осветлувањето на Клучката стоби, се со една цел што да се зголеми безбедноста на сообраќајот на коридор 10 и секако на нашите патишта. Денес, освен ова уклучување, значи ова пуштање на осветлување, се пушти и осветлувањето низ населените места Лозово и Сарамзалино, кое што води према Штип. Станува збор за оваа локација Клучка стоби, поставување некаде околу 60 на канделабри во инвестиција која што не чини, тоест од буџетот на јавното претпријатие кој не чини негде околу 7,6 милиони денари. И остатокот што се поставија некаде околу 31 канделабра во Лозово и Сарамзалино уште 21, негде инвестиција од 6 милиони 400 и 500 илјади денари. Инвестиција која што наистина мислам дека ќе е на право место дадена. Она што следува во периодот во делот на осветлување на Клучките и ризичните сообраќајни потези е и осветлувањето на превоз стража на коридор 8 и секако на истиот тој коридор делот кој што води, кај што се рачува од коридор 8, магистралниот пат кој води према Маврово и ски центрите Маврово и секако продолжува према Дебар. Периодот што следува, значи некаде за месец и пол два, во иста состојба, во
пуштање во употреба ќе биде дел од клучката кај Петровец, тоест потегот што води од Александар Велики аеродромот према Скопје и према Велес. Таа клучка треба комплетно да биде осветлена. Осветлување ќе добијат и последните 3 километри од коридорот 10 од Гевгелија до граничниот премин Богородица. Секаде се поставуваат економични светилки кои штедат електрична енергија. Од понеделник на клучката кај Градско ќе бидат поставени и нови сообраќајни знаци. По само неколку месеци работа, Музеот на вкусовите во Кавадарци бележи огромна посетеност. Во викендите организирано го посетуваат издруженија од Македонија. За Музеот на вкусот и традицијата во Кавадарци се интересира културната публика од цела Македонија. По само неколку месеци функционирање на ова културно катче бележиме огромна посетеност на која сме особено горди, потенцира во изјава за КТВ директорот на Музеот Петре Камчевски. Освен училиштата од Кавадарци, за Музеот на вкусовите се интересираат и здруженијата од цела Македонија, кои организирано го посетуваат во деновите од викендот, а истиот пројави интерес и кај студентите од архитектонскиот факултет, потврдува Камчевски. Со отворањето на овој музеј, Музеот на традиционална тиквешка храна и вкусови, нели, направивме вистински чекор, бидејќи тоа беше убава можност да се изложат негде над 550 етнолошки предмети, кои што во најголемиот дел се однесуваат за производство на храна, подготовка на храната, вкусовите, почнувајќи нели од најстариот период од времето на неолитот, тоа е еден временски период од 5 до 7000 години пред нашата ера, од времето на античкиот период, средниот век па се до денес. Значи од отворањето на новиот музеј, би рекол, па помина негде на околу 4,5 месеци. До сега, според наша евиденција, го посетиле повеќе од 4.500 посетители, што е една навистина завидна и така, би рекол, поголема бројка посетеност. Меѓутоа, она што е значено е покрај тоа што го посетуваат организирано ученици, средношколци и така натаму од основните и средните училишта од општина Кавадарци, голем број поединци го имаат посетено. Меѓутоа, бележиме во последните месец-два големо присуство на организирана посета на гости од другите градови. Да речеме, вчера, минатата недела имавме посетители од Радовиш, имавме од општина Аеродром, нивната организација се вика Сдружение на пензионерите Солидарност. Понатаму има дојдено од Радовиш, од Битола и од други градови од Македонија. И во наредниот период исто така имаме најава за посета на овој наш. Меѓутоа, сега како дополнување на она што веќе го имавме е и спомен собата на нашиот Васил Хаџиманов, еден од најпознатите македонски етномузиколози, мелографи, фолклористи и изведувач на македонската народна песна. Така да им нудиме еден цел програм за тоа што да видат. Понатаму исто така им организираме посети на спомен костурницата, спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџеров Ваташа, споменикот на 12 ваташки младенци и нивниот престој обично го завршуваме со посета на манастирот Свети Никола Моклишки горе во Моклиште. Пред се, луѓето кои што доаѓаат од другите градови ги интересира историјата на Кавадарци, затоа од кои се корените на градот, па некои легенди за Кавадарци, некои анекдоти за Кавадарци, но она што е интересно за градот. Меѓутоа, во последно време, особено со отворањето на спомен куќата на Васил Хаџиманов, мислам дека направивме вистински погодок, бидејќи многумина слушнале за Васил Хаџиманов, меѓутоа малкумина знаат. Тоа е можност да може во еден сосема мал простор, би рекол 25-30 квадрати, да на некој начин да се види целиот негов животен пат, кој што навистина бил богат. Покрај другите посетители дојде една група од 50 на 60 на студенти од архитектонскиот факултет во Скопје. Тие има навистина една, мислам, организиран престој во градот. Посетија неколку значајни културно-историски споменици, меѓу кои и новиот музеј на традиционална тиквешка храна и вкусови. Јас би рекол дека сигурно дека понеса убави впечатоци од Кавадарци од она што го вида во нашиот град. Се уште нема официјални резултати за причините околу најновото труење на животни и птици во Кавадаречко.
Се уште нема официјални резултати кои поодблиску ќе појаснат што навистина се случувало кога дојде до труење на животни и птици во Кавадаречко неодамна. Најсилен отров од прва категорија затру животни и птици, рече тогаш екологистот Томе Лисичанец од Кавадарци и поранешен професор по ловство. Зелениот отров бил причина за смртта на 5 ловечки кучиња, еден сур орел кој е загрозен и европски редок вид, кои се исто така ретки и заштитени, исто како и остатоците од гаврани кои беа пронајдени. Имаше и пердуви од јастреби кои најверојатно исто така настрадале. Отровот беше поставен на пачиња месо од свиња од кои се затруе животните и птиците. Но бројот на затруените видови на животни и птици е сигурно многу поголем затоа што во синџирот на исхраната труењето се пренесува од еден на друг. Ова според првичните сознанија е отров кој продира на нервниот систем, а може да продире преку кожата, така што е многу опасно како и за тие што го фриле отровот, така и за сите кои подоцна ќе дојдат во контакт со тој отров, рече тогаш Лисичанец. Ова е навистина сериозен проблем кој треба сериозно да се разгледа. Од последиците од ваквите постапки може да бидат многу посериозни и подалекусежни, нагласи професорот. Тој додаде дека со ваквите непромислени постапки се доведува во прашање последната колонија на маршојаци во Македонија која се наоѓа во близина. Истовремено апелираше по голема внимателност при продажбата и користењето на отрови во државата. Пеачката група при Сдруженијето на пензионери Кавадарци годинава одбележува јубилејни 10 години постоење. До сега групата постигна одлични успеси, а ветува уште многу признанија за Сдруженијето и градот. 10 години постоење годинава јубилејно ги одбележува пеачката група при Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Од самиот почеток па до денес во својата биографија групата бележи бројни награди и признанија од учества на пеачки фестивали и надпревари во музика. Сдруженијето е гордо на пензионерските грла кои најавуваат активна работа и многу новини во програмата за следната година. Од името на пеачката група за КТВ зборува професорот по хармоника, член на оркестарот Стефчо Волчев. Пеачката група при Сдруженијето на пензионери во Кавадарци постои активно работи веќе околу 10 години. Во неја имат членувано многу досега членови. Во моментот групата е составена од околу 20 пеачи кои учествуваат во таа пеачка група без некои обврски, чисто од рекреативен начин, го представуваат градот, го представуваат Република Македонија некојаш во нивните настапи, учествуваат на фестивали, на пензионерски манифестации кои се врзани со музиката. Ние како веќе вработени не сме пензионери, јас лично не сум пензионер, но чисто имаме некоја соработка, голема соработка од страна на музичкото училиште Лазо Мица Фрале со Сдруженијето на пензионери во Кавадарци, затоа ги спремаме, работиме со нив и се трудиме да биде што по-добро и по-професионално извршена таа дејност. Репертоарот на групата е составен од има разноликост фактички во песните. Има родливи песни, има љубовни или како да речеме патриотски, староградски песни и така натаму. Значи го работиме целото тоа народно тројство од Република Македонија и потесно од Тиквешкиот регион. Пензионерски денови исполнети со стихови, дружење и музика. Вака накратко ја опишуваат својата работа членовите на пеачката група, главно припадници на третата доба, на кои искрено им го честитаме јубилејот. Активот на жени пензионерки при Сдруженијето на пензионери Кавадарци организираше хуманитарна акција наменета за дневниот центар за лица со посебни потреби во Демир Капија. И годинава во планот за работа активот на жени пензионерки при Сдруженијето на пензионери Кавадарци ја стави хуманитарната дејност. Во тие рамки деновиве во клубот 2 активот успешно ја спроведува хуманитарната акција за собирање на облека и постелнина наменета за дневниот центар за лица со посебни потреби од Демир Капија. Активот на пензионерки при Сдруженијето на пензионери на град Кавадарци еве по трет пат организира хуманитарна собирна акција. Акцијата беше спроведена 2 дена, 21 и 22 октомври. Одзивот
е релативно добар. Планираме да продолжи уште 2 дена, на 24 октомври и на 29 од 5 до 19 часот. Сите пензионери што сакаат да учествуваат во оваа акција може да донираат алишта, постелнина и истите да ги достават во пензионерскиот клуб број 2. Активот на жени пензионерки од Кавадарци месец октомври ќе го заокружи со уште 2 акции. Првата од нив е организиран курс за компјутери во соработка со едно од основните училишта од градот, преку кој пензионерките ќе ги стекнат основните компјутерски вештини, а втората е организирана посета на кањонот Матка во Скопје. Извонредни резултати постигнаа пензионерите од Кавадарци на републичките и регионалните спортски игри. Денеска на свеченост им беа доделени благодарници за постигнатите резултати. Севкупни победници на регионалните и неколку освоени први, втори и трети места на републичките надпреварувања се дел од резултатите на пензионерите кои ги бранат боите на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци. Од година во година освојуваат подобри резултати, а денеска нивниот труд и постигнувања им беа валоризирани со благодарници. По повод денешниот празник за спортистите пензионери беше приредена свеченост во клубот на пензионери. Ова година е година со посебен успех за нас, за нашето здружение. Во републичките надпревари освоивме добри резултати, исто така и на регионалните. На регионалните игри, спортски игри кои се одржаа на Повардарскиот регион во Неготино, ова година освоивме 5 први места, 8 втори, 4 трети, што значи вкупно од сите Сдружение од Вардарскиот регион бевме први, го освоивме првото место во регионот. Со што пехарот, кој што се доделува за најдобрата екипа, која 3 пати на подруго ќе го освои прво место, останува во трајно властвишко, кој пехар останува во витрините на нашето здружение. Како резултат на оваквите успеси на републичкото правенство се потврди резултатите. Ние таму освоивме 2 први места поединачно, пикадо мажи и пикадо жени. И тоа се госпоѓа Севда Димитрова и Митко Митевски. Им честитам и им посакувам и наредната година да бидеме први и во поединечно и во екипно надпреварување. Председателот на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Ангјушев на присутните и на сите пензионери им го честита денот на македонската револуционерна борба. За постигнатите одлични резултати благодарност на пензионерите им искаже и председателот на Собранието на пензионери Трајче Јанкуловски. Резултатите не доаѓаат сами по себе. Вложивте многу труд и енергија и на крај дојдовме до одлични резултати. Ви посакувам да продолжите со надпреварувањата и на следните надпревари да обезбедиме уште подобри резултати, рече Јанкуловски. Локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино воведе измени во време траењето на членството. Од сега членувањето ќе се пресметува индивидуално од датумот на зачленување до истиот датум следната година. Промени во начинот на членување во локалната библиотека во Неготино. Ако сте се зачлениле на средината на октомври, вашето членство од сега ќе важи до следната година истиот датум. Ова денеска го соопшти локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино, апелирајќи до граѓаните кои што се уште не се запишале поради досегашното пресметување на траењето на членарината. Од сега време траењето на членарината ќе се пресметува индивидуално за секој упишан читател и ќе трае 1 година од денот на уписот, велат од библиотеката. Инаку локалната библиотека досега практикуваше членството да го обновува на крајот од секоја година, така што ако сте се запишале во октомври, вашето членство практично ќе траело само 3 месеца до крајот на декември. Измените во начинот на членување библиотеката веќе ги спроведе. Сите оние кои што од сега ќе се запишат, ќе бидат членови до истиот датум во 2014 година, кога ќе треба и да го презапишат членството. Комисијата за спорт при ВМРО ДПМН Кавадарци по повод денешниот празник организираше турнир во мал фудбал. Комисијата за спорт при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци по повод 120 години од формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација, како и секоја година и оваа година организира турнир во мал фудбал
кој прерасна пред 3 години во меморијален турнир во спомен на Сашко Нешковски, кој активно играше фудбал во пионерските и кадетските надпреварувања во Кавадарци. Турнирот го отвори председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци Горица Пеливанова Вилхелм. Турнирот се одржа во спортската сала Партизан. Прво место освои фудбалскиот клуб Победа, второто место припадна на Академија Шиков Пандев и третото место на средното општинско училиште Добри Даскалов. И утре не очекува сончево и топло време, ќе дува слаб јужен и југоисточен ветер, температура до 27 степени. Сончево и топло време не очекува и во деновите од викендот со температура до 28 степени. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.